Продолжуваме со разговор во студио. Која е правната постапка при сообраќајни несреќи кои неретко завршуваат и со човечки жртви, дознаваме од адвокатот Душко Јанковиќ, кој е наш гостин во студиото на телевизија Нова. Добре дојдовте. Добро ве нашол. Јас би почнала со тоа кој е законот кој регулира оваа правна постапка и кој е првиот чекор кој треба да се направи откако ќе се случи сообраќајна несреќа. Поведете. Да. Тука се повеќе закони во игра, закон за безбедност во сообраќајот, законот за осигурување од сообраќајни незгоди, законот за облигациони односи и во не дај Боже, нели, и кривичниот законник. Прашавте каква е постапката. Во принцип, постапката се дели на два дела, технички дел и оној правниот дел. Техничкиот дел е дека во моментот на настанувањето на сообраќајката, нели, како што се е човечки, но и законска обврска е да се помогне доколку има повредени, доколку има настрадани, односно да се пружи прва помош, онолку колку што ние можеме и знаеме да им пружиме, бидејќи не сме, нели, медицински лица, или да се помогне да повреденото лице се однесе, да речеме, во болница. Доколку има помала штета во сообраќајката, тогаш нема потреба да се известува полицијата, туку едноставно ќе се направи европски записник, ќе се сликаат возилата и заедно со тоа се оди во осигурителната компанија. Кога сме веќе кај осигурителната компанија, тука доаѓа оној правниот дел што најверојатно ги интересира нашите гледачи. Тој е делот за надомесна штета што произлегува од сообраќајна незгода. Но што пред да преминеме на надомесна материјална и нематеријална штета, да. Што доколку сторителот го напушти местото на случувањето? Видете, пред малку го спомнав и кривичниот закон. Значи, кривично дело е напуштање на сообраќајна незгода, несреќа, на местото, како што и кривично дело не пружање на медицинска помош. Што значи, доколку имаме било каква трага, регистрација, боја на кола или било каков доказ или нешто што може да го одбележи лицето што го напуштило настанот, веднаш ја известуваме полицијата, која што натаму си превзема, нели, соодветни действија да се најде. Секако, тоа не е паметно, бидејќи е казниво со кривичниот закон. Значи, ако сакате да ме прашате што ако не се открие кој е сторителот, кој ќе одговара во тој случај? Значи, не треба оштетениот да размислува многу за надомесна штетата, затоа што и во тој случај, како што и во случај кога е странско лице со странска регистрација, кога имаме нерегистрирани возила, кога имаме возење под дејство на алкохол, други така натаму, секако штетата ја надоместува, тоа се вика Национално биро за осигурување на ниво на Македонија, кое што е групација основана од најголемите осигурителни компании. Значи нема да биде неисплатена штетата. Баш штетата Националното биро ќе ви го исплати, а после тие си превземаат законски постапки против тој што избегал, нормално доколку се најде. А на кој начин се надоместува и материјалната и нематеријалната? Да, значи не значи дека мора да сте оштетени и во право во сообраќајната незгода, може да сте и вие виновни, секако може надоместот на штетата се врши од страна на компаниите. Во првиот случај, од кога целата, да кажем, ситуација нели ќе заврши, и по добивањето на записникот од страна, што е изготвено од страна нели на полицијата, се обраќате до компанијата за осигурување, од која што барате не само нематеријална, туку и материјална штета. Морам да напоменам дека доколку возилото е материјално оштетено, во рок од 3 дена од незгодата мора да го пријавите во компанијата, за да се евидентира, за да се слика, да се направи записник на штетата, додека за нематеријална штета, во смисла претрпена болка, страв, нели нагрденост, може и покасно во текот на постапката. Сега тоа е еден дел што повторно се состои, да речем, од две постапки. Прво, вие побарувате, се обраќате до компанијата, во која образложувате што се настанало, што се случило, поднесувате медицинска документација за нели вашата штета нематеријална што е настаната, што во принцип и давате, и они ви даваат некој паричен износ со која што компанијата мисли дека би ве обештетила. Сега, во 70% од случаевите, значи граѓаните не се слагаат со понудениот износ, бидејќи им е недоволен и тогаш покренуваат судска постапка, па по судски пат си ги остваруваат правата, у смисла бараат поголем паричен износ. Но, например, ако сте виновен
исте ја предизвикале сообраќајката, но ако сте каско осигуран или осигуран, имате животно осигурување, например, кое што го нудат и кое што произлегува сообраќајни незгоди, тогаш и вашата компанија ќе ви ги надомести штетата. А во случај на тешки телесни повреди? Тешки телесни повреди носат повеќе пари, народски кажано, и за жал смртните последици носат најголеми пари во смисла на обештетувањето. Иако нели колку и да се парите големи, не може да надоместат моментот. Човечки живот. Така, човечки живот. Така, од ваше искуство, кои се најчестите причини за сообраќајните несреќи кои се почесто се случуваат, нели? Видите, мобилниот телефон е првата причина зашто секоја секунда е драгоцена и нас во текот на движењето во работата низ градот ни сообраќајот, но и за самата сообраќајна ситуација. Значи, еден тргнат поглед за секунда на мобилниот, кога ќе исправиш главата, веќе доаѓаш до ситуација. Нова ситуација, да, сообраќајот. неспорно дека алкохолот е исто тука присутен и можеби најголем дел носи, па поголем дел и невниманието во смисла на преценување на возилото или на вашите возачки способности, дека нешто може да го изгурате, уствари се случува многу полоши работи од проценката. Така да тоа е секојдневна појава. Сведоци сме дека најмалку 15 до 20 сообраќајки дневно има само во Скопје. Може да замислите во територијата на цела Македонија. Но едноставно, народски речено, Господ да ве чува да останете живи. Колата е материјална штета, се прави, се фрла, се купува. Здравието е најтешко она што се добива. Затоа совети внимателно да се вози, да се пази. А ако дојде веќе, тука се институциите, компаниите, адвокатите, па со Господ напред. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас што ме на поканивте. телевизија Нова. Се враќаме, први продолжуваме за кратко со вестите.